Добар ден, почитувани, го следите магазинот за родителство 0+ месеци. Сонцето е неопходно за синтеза на витамин D, правилен раст и развој, но истовремено прекомерната изложеност носи ризици како изгореници, оштетување на кожата, дехидратација и долгорочни последици. Родителите денес често се збунети дали децата треба повеќе да престојуваат на сонце или да го избегнуваат најмногу што може. Во обид да го заштитат бебето од сонце, многумина несвесно може да создадат опасно прегревање, особено со покривање на количките со тенка платнена пелена или при престој во автомобил паркиран на сонце. Колку овие ситуации може да бидат сериозни, ќе прашаме професор доктор Татјана Јаќовска, педијатар. Останете на Телма, проследите го денешниот магазин за родителство 0+ месеци и секако поставете прашање во програма. Во денешниот магазин за родителство 0+ месеци зборуваме со професор доктор Татјана Јаќовска, педијатар од Универзитетската клиника за белодробни заболувања Козле, за витаминот D, сонцето и детското здравје. Професорке, добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, добро нашла. Благодарам, секогаш сте расположени за убав разговор, за тематски единици што се интересни. Сега еве сонцево ни доаѓа, летото доаѓа, така да мислам дека ова ќе биде малку интересна тема. Така, ќе ги разрешиме најчестите дилеми поврзани со сонцето, витаминот D и детското здравје. Родителите често пати се збунети. Некои по секоја цена го избегнуваат сонцето, други пак сметаат дека децата постојано треба да бидат надвор на сонце. Па што е правилно, постои ли тука некој универзален одговор? Вака сонцето ни дава живот. Нели, кога е облачно, сите сме некако нерасположени, меѓутоа кога има сонце, сите сме расположени. Значи, многу добро ни делува психички, а секако и физички. Така да како на нас возрастните, така и на децата. Значи, сонцето е здравје, сонцето е живот, нели? Без сонце нема да бидеме такви какви што сме. Меѓутоа, сега, што правиме со неговите зраци? Нели, сега слушаме ние дека има и токсичност, и нели тие зраци кои што се ултравиолетовите зраци кои што имаме, нели пробив на хемисферите и така натаму, дека е штетно, нели сонцето. Сакам да кажам дека постојат 3 вида на зраци, значи едните се УВЦ кои што не доаѓаат до нашата нели до нашиот дел на атмосферата и кои што не ги воопшто ни гледаме, ни чувствуваме. Меѓутоа имаме ултравиолетови зраци кои што УВБ, кои што доаѓаат до нели кожата, до тој првичниот слој, кој што практички го претвара витаминот D во вистински хормон, нели тој како прекурсор се наоѓа во кожата, и има уште едно УВА, кој што оди длабоко во дермисот и кој што практички не влијае на разградба на витаминот D. Така да тука ќе биде тоа прашање во смисла колку, како, зошто и нели како, колку е потребно и дали може нели преку во кола, преку или дома, преку нели прозорите да влегува, да се оштетува и така натаму. Токму зависи од кој тип на зраци може да пробијат или нели не пробиваат. Во кој дел од денот сонцето всушност може да синтетизира витамин D? Во било кој дел од денот, значи УВ зраците кои што допираат, кои што кажав УВБ, кои што допираат до кожата, значи кожичката на малите деца, поготово бебињата до 6 месеци, се многу нежни и содржат многу малку ниво на мелатонински клетки, значи мелатонинот не можат да произведуваат, а тука практички се ствара на кожата, се ствара витаминот D, значи под дејство на тие зраци. Тие зраци ги има и кога е јако сонцето, меѓутоа и кога е облачно. Тие зраци пробиваат и допираат и допринесуваат за претворба на тој витамин D доколку го има во организмот. Затоа ние мериме, например, витамин D во крвта и тоа го мериме, нели, 25 ОХД, тој што е, нели, уште недоразградениот, кој што циркулира во крвта и мериме дали е доволно или не е доволно. Меѓутоа, сепак треба да биде барем 15 минути до 20 да биде надвор. Значи може да биде под сенка
Тие зраци секако влегуваат. Ние кога сме под чадор, ние поцрнуваме, нели? Тие доаѓаат, допираат и ги го претварат витамин Д и ги и реагираат и меланоцитите и поцрнуваме, нели? Дечињата поцрнуваат. Не мора да сме цели голи, може да бидат само шаките, може само стопалцата, лиценцето, меѓутоа секогаш да има нели капче, затоа што тие сончеви зраци навистина и топлотни се и прегреваат, да кажам. Доволни се утринските прошетки? Доволни се и тие се идеални, па и за нас се идеални затоа што за бебињата посебно, значи до кај 10-11 часот максимум. Тогаш, значи околу 8-9 часот е најдобри да се прошета едно половина час со бебињата во количка, нели во раце, ние самите да прошетаме, нели малку така како полуразголени да кажам, за да има позитивен ефект витаминот, позитивен ефект да има сонцето и за витаминот Д, и за расположение, и за кожата, и за се. Затоа што витаминот Д не е само да поцрнеме, не е само за коските важен, затоа што тој е имуномодулатор и неговото дејство, нели сме зборувале повеќе пати дека влија и врз респираторните болести, и врз малигните болести, нели и врз дерматитите, врз имунолошките системи, така да тој е многу важен хормон, да кажам. Витамин е, но практички е хормон кој што делува на сите органи и системи, па дури и психички, нели, сме едно расположени, не паѓаме во депресија. Кога е сонце, ние не сме депресивни. Така, секогаш влие на расположението. Да. А кај бебињата рутински се препишува витаминот Д веднаш после раѓањето. До кога треба да се прима овој витамин? Видете, во мајчиното млеко нема витамин Д. Тоа е во траги. И затоа, бидејќи тој е многу важен, како што еве споменуваме за разни процеси, се додава, па ние сме кажале, значи, по сите протоколи европски, дека од 15-тиот ден се дава. Меѓутоа, има сега нови студии во кои што на мајките кои што се бремени може да се даваат високи дози на витамин Д, кои ќе кажам високи, тоа се по 4000 единици да кажеме, кои што не се штетни, него можат позитивно да делуваат и на плодот и тогаш кај бебињата ќе има околу 400 единици, да кажам, витамин Д. Меѓутоа тоа се само студии, во реалноста, нели, не го правиме тоа, него едноставно најлесно е им даваме 400 единици. Нели има посебни сега се измислени тие капсулчиња, твист капсули и така натаму, за да може и со капки, нели. Има разни препарати каде што ние дозираме тие единици, да кажам. И јас секогаш кажувам повеќе да се пишуваат во единици, затоа што секој препарат содржи различен број на единици. Значи на малите дечиња, на бебињава им требаат 400 до 800, во зависност, нели ако се прематурни, па е до 1200 единици. Така да тука веќе докторите прерачунуваат во зависност кој препарат им го препорачуваат, колку и како да го земат. Значи најдобро е да се земе после храна, околу ручек, значи затоа што тој е масен, значи тој е липосолубилен витамин и тој треба практички да се зема со нели со масти, со таков оброк. И сега нели ке бебињава со млекото, после млекото, за да практички кога се разработува храната, тогаш тој повеќе се ресорбира и се депонира вишокот во јетра. Така да ние нели некогаш се плашат интоксикација со витамин Д. Интоксикација со витамин Д може да постои, да се јави само ако се земаат секојдневно високи дози, тоа високи дози значи над 10.000, 15.000 на ден. Така да практички во реалноста ние не сме забележале некоја интоксикација со витамин Д, инаку тие симптоми се исто многу слични со повраќање, со главоболки, со летаргија, така, мислам неспецифични знаци. Меѓутоа затоа се тука докторите нели да го превенираат, интервенираат некако, дали и за малку и за повеќе. А споминавте кои се симптомите доколку се претера со витамин Д, а се јавуваат ли некакви знаци доколку има дефицит во организмот? Па дефицит најчесто кај маливе дечиња може да се направи рахит, да има рахитични стигмати и тоа нели се тие капут квадратум така малку да им е испакнато челото, да имаат, ние викаме Харисонова бразда, значи ребрата, сите оние што се раскавици, кај што имаат
например, каде што се треба да се спојуваат, тие нема да бидат доволно направени ако нема витамин Д, затоа што витаминот Д ги поттикнува калциум, фосфор во цревата, значи при ресорпцијата и во коските, и за да се направи окостување. Така да практички може да се јават рахитични стигмати, овие дечиња кои што ќе почнат да одат, може да им се искриват ноџињата, нели? И некојаш затоа ортопедите кажуваат не ги ставајте во дубачиња, токму поради таа причина, нели? Да не случајно прерано се стават на ноџињата да се тие искриват, затоа што не се доволно окостени. Треба да настане окостување. Витаминот Д прави мобилизација на калциум и фосфор и на паратхормонот. Значи тоа се едни механизми кои што Паратхормонот всушност одговорен за нивото на калциумот. Па да, тој влија и на калциумот и на фосфорот. И така да се мобилизира од црева, па исто така во коските, така да има еден така интересен метаболизам. Нашиот организам е совршенство. Мислам, кога ќе ги гледаме сите тие метаболни процеси, навистина и клеточни процеси е нешто совршено. Така се во една идеална рамнотежа. Кога Да. се внесува витаминот Д во организмот, дали е правилно тоа да се направи во форма на капки или пак подобре рибино масло? Па се едно, затоа реков, споменав, да биде во тие единици да ги прими. Дали ќе ги прими како рибино масло, дали ќе ги прими како преработени, нели, нема никакво значење во принцип. Важно да го ресорбира, или да се прими и да се ресорбира. Се забележува ли дефицит кај децата? Дефицит има многу, затоа што И кај возрастната популација има, но секако. бидејќи кај децата се дава рутински од самото раѓање, дали сепак кај нив има недостаток на витамин Д? Да, има дефицит затоа што не ги изнесуваат надвор. И тука имаме еден проблем. Сега и кај малите дечиња, нели, луѓето, родителите се плашат, нели, некои се плашат, па некои па не се плашат. Сега све тоа индивидуално кој како, нели, се ги прифаќа работите, да. Меѓутоа, кај овие што се школски деца, веќе навистина има дефицит. Тоа сум правила с испитување бидејќи магистериумот и докторатот ми се од таа тема. И навистина има дефицит. И тоа дефицитот, еве, имав 10 години разлика да ги споредувам. Уште повеќе се намалува, затоа што они сите сега децава се на компјутери, тие живеат ноќе, дење спијат, со затворени ролетни, не ги топира сонце, значи не излегуваат надвор. И сега, нели, ние како педиатрија, ама и сите луѓе, практички родителиве, сега се почесто сваќаме дека не само зависноста, нели, зависност што имаме од социјалните мрежи по телефоните, по лаптопи и така натаму, ги тераме децава надвор да одат, нели, играте топка, сега се враќаме назад, нели, како порано кога бевме, играте ластек, играте, нели, школки и така натаму, малку да се излегува надвор, и гледам дека родителите доста се грижат да ги однесат на планина, на море, на езеро, нели, секој да најде некаде каде е на село, надвор да бидат малку, да трчаат на сонце во природа. Не само ради сонцето и витаминот Д, него едноставно да ги одморат очите од Па и движењето е здравје. Движењето е здраво, да, не се движат едноставно, веќе се искривени, имаат со орбетот проблеми, навистина веќе почнуваат некои други проблеми да се јавуваат многу порано. А има ли некоја група на деца кои што се посебно ризични на дефицит на витамин Д? Па видете, имам генетски предиспонирани, да речеме, доколку примаат витамин Д, сепак да не успеат да го постигнат посакуваното ниво. Па сега ниво. вака, имаме две опции тука. Значи имаме и наследни болести, тоа имаме, се вика, витамин Д резистентни пациенти, значи витамин Д резистентен рахит. Тоа се исто рахитични стигмати, каде што и да даваме високи дози, бидејќи рахитот се лекува со високи дози на витамин Д, значи тие нема да дадат резултат. Така да тоа се генетски и се зима генетика, постои генетика, нели, тие се ВДР рецептори, тие сум ги испитувала како што се во нашава популација. Така да постојат такви рецептори, меѓутоа е поретко. Сега другата опција е дека може би има дефицит, дека не се изнесува надвор или не се дава порано, значи ние препорачувавме да се дава до првата година или летен период да не се дава, нели? Па као до 3 години, меѓутоа новите ставови се сите постојано да примаат. Сега летен период не мора, меѓутоа и ние
нели тинејџерите и така натаму, така да има табели со која концентрација, нели со колку единици треба да се оди и која концентрација. Значи идеалната концентрација е околу 30 ваква микромоли на литар. Значи има и тука имаме, значи тоа ќе биде околу 75 наномоли. Има два типа на испитување кои што се со различни концентрации, различни методи се тоа. Значи по едната треба да биде 30, по другата треба да биде 75. Да нема забуна кога ќе ги проверуваат родителите, зависи која лабораторија како испитува. Значи има два начина за испитување. Речам, едната е во микромоли, каде што оди од 10 до 45, а другата оди во наномоли, која што оди значи до 150, а 75 на пример е да речеме доволно. Во текот на летниот период треба да се прима помалку, доколку се прима, споменавте дека не мора, не ете, доколку се продолжи. Не е грешка? Не е грешка, да. Не е грешка да се прима, затоа што тоа се складира. Вишокот, ако е повеќе, се складира во јетрата. Така да ние викаме овие што се дебелки деца, и ние што сме да речеме попуначки, имаме резерва на витамин D во јетрата. Се депонира, во масното ткиво се депонира. И по потреба потоа организмот предпоставам дека го користи тоа. Кога ќе има сонце и ако е невицето, она почнува да се метаболира. Ќе ги вклучиме гледачите. Почитувани од овој момент емисијата е контактна, слободно можете да поставите прашања кои што поврзана со темата на која што говориме. Дали има потреба од испитување на нивото на витаминот D во крвта кај децата? Па испитуваме. Сега денешните родители навистина се загрижени за децата. Имаме можност во секоја лабораторија, порано немаше можност да се испитува толку, да речеме, јас кога правев испитување, тогаш се успоставуваше методот. Меѓутоа сега во секоја лабораторија се испитува, па дури не мора венски, сега има и некако преку крвта, мислам преку прста и така натаму, така да убаво е да се знае витаминот D, затоа што тука имаме преку нивото на витамин D ние можеме да испитаме дали има и доволна ресорпција, како му работат цревата. Затоа што ако например си прима, а не доволно метаболира, тогаш значи ние гледаме, можеби има почести столици, можеме да откриеме многу болести преку столицата, значи какова е столицата и можеме тука да го видиме према витаминот D. Например, ако има мал ресорпција, не ресорбира, ние ќе имаме низок витамин D. И ќе прашате имате ли чести столици, па да, па какви се и така натаму веќе одиме во и истражуваме што може хронични болести може да дадат. Може да дадат ниски нивоа на витамин D и некои лекови, зависи што се прима. Така да имаме фенобарбитуни, овие антиепилептици, тие го снижуваат витаминот D. Има многу состојби каде што може. Значи имаме хронични болести, може да имат генетски, значи има состојби. Така, значи пожелно да се направи едно такво испитување. Па сега како што има и нови методи преку прст, тоа мислам дека воопшто не е. Значи сега преку прст може да се испита витамин D. Има, во овие приватните има и преку прст. А дали децата кои што често се разболуваат или кои што имаат алергии, исто така би требало да скај нив да се направи една таква анализа? Да, правиме ние секако, затоа што споменав, ние значи еднаш изборувавме тука со колешката, правевме книга, напишавме книга каде што витаминот D многу ги подобрува респираторните функции, болести и така натаму, дека влијае значи позитивно. Така да е многу важен тој витамин D да биде, нели ние даваме, препорачуваме или рибино масло или витамин D кај болестите со алергии, кои што имаат алергии или што имаат чести респираторни инфекции, затоа што има многу позитивно дејство врз истите и врз имунитетот. Поголема доза кај тие дечиња се дава? Па ние обично даваме, па во зависност од нивото. Ние сами одредуваме за да биде тоа идеалното ниво, да не претераме. Што значи идеално ниво, бидејќи? Па ви кажав, значи едново е 30. Не, во однос на крвта, во однос на нивото на витаминот D во крвта, доколку е на долната граница, колку ќе дадете витамин D за да биде оптимално? Па обично кај бебињава по 1000 единици. Даваме, кај поголемките може 1500, кај нас поголемите може и 2, 4, зависи ако ни е многу низок, ако ни е осмица или не знам, баш дефицит да има, тогаш даваме и по 4000 единици дневно. Ама тука проверуваме. Така мора да проверите индивидуално се. Па ќе провериме, да речеме месец и пол, па ќе провериме, па ќе намалиме малку, тука играме, нели да видиме како, да секојаш да биде како што треба.
Да ги вклучиме гледачите, ќе им Секако. дадеме предност. Добар ден. Поздрав до вас. Ви благодарам, повелете. Сакам да прашам за се работи за бебе од 6 месеци. Колкава се извинувам? Бебето има генетска анемија ГЦСПД и заради низок хемоглобин мораше да прима малтофер капки за железото и исто така Well Baby што се одржат Д витамин. Сега мене ме интересира дали тој Д витамин што го има во капките, во тие капки, дали се доволни за бебето или мора дополнително да прима плюс, зашто нели и тука е важно па да не ја надминеме границата на Д витаминот. Така, дали го добро го разбравте прашањето? разбрав, Добро. Да прашувате немате дали- подпрашање некое само? Да, дали прашувате дали е доволно во тоа сирупче што го давате, дали е доволно витаминот Д? Да, значи во сирупчето му давам по 1 милилитар на ден. Така. Да. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Видете, мислам дека е доволно затоа што го познавам тој препарат, така да има доволно све што му треба на бебето. Мислам на бебенцето, така да. А самата анемија си е друга приказка, тука веќе ве си давате и други препарати. Така да мислам дека се правите како што треба. Не постои ризик да претерате, бидејќи тоа беше едно од прашањата? Не претерувате, секако не. Ајде уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до докторката и до вас. Ви благодарам. Едно прашање до докторката. Јас бев болна многу 2023-та. И ми се чини од тогаш некоја инфекција добив како вагинално. И метаболизмот ми се чини ми се поремети тогаш. И сега слушав за Д витаминот, дали може да испитам и како да прашам докторката да ми даде. Така, ви благодарам за вклучувањето во програм. Имате предвид дека денешната докторка е педијатар, но би можеле да дадете некоја насока? Да. Па видете во државните овие што се лаборатории или да речеме при клиниките или при болниците, сега каде што живеете во матичните центри, секаде се испитува витамин Д. А можете и во приватните, така да може тоа да го видите и ќе ви го протумачат. Ако е ниско, ќе земете повеќе единици, бидејќи сте возрастна, така да нема да има никаков проблем. Сметам дека тоа не е нешто што не може да го направите. Така, уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добив знак од режија дека уште еден гледач очекува вклучување во денешната емисија во магазинот за родителство 0+ месеци. Добар ден. Не, се исклучил. Добро, продолжуваме понатаму. Кога престојуваме на сонце, се советува на кожата да биде намачкан некој UV фактор, значи некоја крема со заштита од сонце. Дали вакво нешто смее да се практикува кај малите деца? И дали овие креми ќе спречат синтезата на витаминот Д? Вака тие креми што ги викаме нели со заштитен фактор, тие што е факторот, прават заштита на кожата, било на бебе или на возрастен, значи ја заштитува кожата. Што значат тие креми? Тие креми практички филтрираат сончевите зраци, овие што ви кажав, што практички ја горат кожата. Значи, они прават. И сега, тука ќе ме прашате и кои фактори, значи, која бројка на фактори, што значат бројките. СП фактор 15 значи дека 93% од сончевите зраци ги филтрираат. Не допуштаат да ја изгорат кожата. Веќе 30 оди до 97, 50-ката 98 и 100-ката оди до 99%. Така да, кога се зборува за тие фактори, идеално би било да е 30-ка, да речеме, затоа што пак 97 со 98, 99, не е некоја огромна разлика. Да, и процент е разликата, така? Да, навистина, затоа сакам и да го потенцирам, да не се фаќаат луѓето толку, ама не знаеш, нели, до колку, ако е повеќе, дека нешто е повеќе. Значи, тука е веќе, максимумот е тука, затоа ние препорачуваме околу 30. Вториот момент, дека тие креми не го пореметуваат привлекувањето.
токму затоа што тоа се другите зраци. Затоа јас на почеток го споменав тоа. Значи, едните зраци прават на кожичката, на кожичката, па и нашата кожичка е, нели? Да се метаболира, да се активира метаболизмот на витамин D, а кремите ја заштитуваат кожата од другиот тип. Значи, оние кои што горат и одат подлабоко, за да не направат оштетување или прават изгореници. Овие УВБ, кои што практички го метаболираат витаминот D, не проаѓаат преку прозори. Така да, оние сите кои што ги ставаат бебињата, меѓутоа сега веќе мислам дека и немаат такви родители, пошто многу читаат, многу, значи се прашуваат и така натаму. Порано така се правеше бебето покрај прозорец, за го фати сонце и да сонце да витамин D. А уствари џабе ги става кога има жолтица, нели? Нас не треба тоа зрачење за да нели се намали жолтицата, нели имаат обично физиолошка жолтица или од друг тип на жолтица, меѓутоа тоа не помага. Тие зраци не влегуваат и исто да биле уопште, да не биле значи изложени на сонце. Меѓутоа, нели кога се возиме со кола или ако седиме нели на работа и сонце да не грее, ние гледаме дека дури можеме и да поцрвени. Нема да поцрвени, него ќе поцрвени. Ќе изгориме. Нели топло е. Затоа тие се другиот тип на зраци, што кажав, што продираат подлабоко и што прават црвенило, што прават оштетување. Така да ние кремите ги ставаме за другите зраци. И тие не се мешаат. Значи, така да не спречуваат. Иако има и УВА плюс УВБ. Да, има и тоа, меѓутоа не спречуваат. Сега, кога смееме да ги ставиме? Ние како педиатри, како и дерматолози педиатриски, не дозволуваме под 6 месеци да се дават, да се стават креми, затоа што навистина се пренежни тие кожи, секоја крема сепак е хемиска субстанца, може со ситни тие наночестички може да влезе, да навлезе, нели? Сепак тоа го кажуваме дека не се препорачува и после 6-тиот месец веќе званично е дозволено. Сега нели кој како ќе се реши, тоа е веќе индивидуално, ние ко препораки званични сме од 6-ти месец да се мачкаат дечињата. Која е количината? Значи за дете од 10 кила, значи бебе да го крстиме, може да биде 1 кафено лажиче. А за нас 2 кафени лажици. Од прилика. Така да и да се мачка нели на 2-3 часа, иако имаме некои што се нели водоотпорни, сепак се препорачува. Се препорачува и да речеме половина час пред да излеземе на сонце, да се мачкаме, што реално ретко кој го прави тоа, нели кога ќе стасаме на плажа па се нели се растовараме и тогаш се мачкаме. Меѓутоа во секој случај треба да се внимава со кожата затоа што секој изгореница. Сето тоа ја старае кожата, пигментација понатаму, нели? Малигноми, се зборувам тоа во возраста, нели, кога ќе значи една изгореница во детство може да има трајни последици во подоцна во животот. Може во подоцнежниот живот. Сега знаете кога се мали, не мислиме кога ќе остариме, ама кога ќе остариме мислиме леле зашто сме го правиле тоа, нели? Мислам така секој во својот период си живее и си размислува. Меѓутоа, дечињата треба да се внимаваат, значи под 6 месеци навистина треба да бидат во сенка или да одате ви на плажа, многу е убаво да се оди и да се избањаат во морската вода, нели? И морската вода и сонцето се здравје. Така. И морската вода содржи минерали, соли, кои што многу пријатно. Вие знаете, на море не носеле и сега препорачуваме сите со респираторни болести, со проблеми со носот, со алергии да одат на море и делува позитивно. Но кожичето, ако е нежно и посебно ако имаат атописки дерматит или ако им е оштетено, нели, кожичево со алергии, потребно е после да се исплакне, нели, со млака вода и да се со нежно пешкирче да се тоа заштити. И сега тука исто така зависи за овие дечиња кои што имаат оштетена кожа. Кај некој прија, кај некој ќе се смири сето тоа, кај некој нема да се смири, се е тоа многу индивидуално. Имаме гледач, ќе му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Едно прашање до докторката, поздрав. Поздрав и до вас, го очекуваме прашањето. Ако се работи за возрастен човек, скоро тоа е проверено пред 1 месец,
Сега витаминот D3 е 11,3 на возрастна. Колку треба да изнесува? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повторно ќе нагласам дека денешната емисија за педиатрија, професорката е специјалист по педиатрија, но и ве можете ли да дадете некакви насоки, бидејќи граничните вредности за витамин Д се многу широки. Широки се, меѓутоа се за сите. Дали се за деца, за возрастни се исти. За сите се исти, така? Сите се исти, нема разлика. Тука значи концентрацијата се мери и кај дете и кај возрастен и се гледа колку треба да биде идеална, кој што споменав. Така да треба да се даде. Значи треба да се даде кај него по мене 4000 единици да си давате секој ден, барем месец и пол, па потоа да се провери повторно. Мој совет. Што е идеално? Вредноста да биде кон горната граница? Кон горната. Што поблиску кон горната, толку подобра? Да. Да. Има позитивен ефект на се. И на болести, и на здравје, и на кожа, и на се. Што говори вашето искуство? Ние што имаат алергии, чести респираторни инфекции, зборувам за децата. Дали имаат обично ниско ниво на витамин Д? Да. Затоа препорачуваме ние препарати со витамин Д. Има и комбинација, има идеални. Значи и тука имаме и омега, и витамин Д, затоа што споменавте рибино масло, значи тие се многу важни, поготово за респираторните болести и за алергиите. Така, родителите некогаш се обидуваат и сами да дозираат врз основа на совети кои што ги добили од интернет или пак од социјалните мрежи. Имате ли такви искуства и дали тука постои некаква опасност? Па видете, луѓето читаат, сега се стварно многу достапно е. Секој можеш одма сега на телефон, интернет да прочиташ и се, и вештачка интелигенција, така да ќе не заменат уште малку. Да, значи луѓето читаат, гледаат, паметни се, консултираат лекари, сега иматичните лекари навистина имаат многу познавања, спремни се, достапни се и мислам дека тука нема проблем во тоа. Ретко кога нешто да некој баш толку сгреши, да кажем, пошто секој што не е сигурен ќе се јави и ќе праша. Така. Ние да продолжиме онаму каде што запревме. Доаѓаат топлите летни месеци. Да. Веќе дел од луѓето и се на некои стари одмори. Престојат и продолжени викенди. Викенди, да. Дали е паметно бебе да се изнесе директно на сонце? Па зависи кој е бебе, колку старо бебе. Имаме млади доенчиња, што викаме ние до 3 месеци, 4-ти, 5-ти, навистина да се прошетаат и да си поседат на сонце еве до кај 10 часот. Да се прошетаат, вие сте виделе стоколички, нели да се шетаат, па еве и да седи, да се избања во морето. Меѓутоа после 10 и пол веќе почнува јакото сонце, оние јаки зраци, тогаш би требало да си се повлечат внатре во соби, значи не под сенка, значи него да се повлечат во собите, затоа што на тераси, да речеме во длабоки сенки, затоа што сонцево секако проаѓа. Значи, еве сме биле под чадори, никој нели директно не седи веќе на сонце, него и пак ние сме црни, некој ќе изгори, некој ќе направи алергија на сонце, така, ќе се исипи, некој си такви фотодермални сензации. Така да сонцето колку е добро, може и да направи штета. Така да се е тоа, така еден баланс. Капче обавезно, нели, широко облече, било што ќе се облече. Памучно, да не се бело. Памучно, да не е во боја, затоа што бојата знае исто така, поготово кога е сонце и кога ќе се испотат, да направи реакции на кожата. Тие се нежни кожички, значи многу се тогаш се оформуваат, нели, тенка, нежна кожа и не може толку ни да самиот нивен метаболизам во смисла они можат лесно да дехидрираат, затоа прво зошто? Затоа што се во составот се повеќе самите клетки им се со повеќе вода, со повеќе течности и лесно може да издехидрираат. Вториот момент е затоа што не им се доволно развиени тие потни жлезди, не е уште цел организам доволно развиен. Веќе после 6-тиот месец, како викаме, се очовечува, значи заличува малку како да речеме поголемо детенца, така да тогаш и може и ви да се испоти, вие можете бебе мало, може и да не ви се испоти, може само да се осипе како едни црвени точкички, да, и тогаш веќе леле детенце, вруќаници што ги викаме, да. Така да изреагира, не да се, нели, да се испоти, па да, нели, да каже дека
дека му е топло. Организмот, вие не можете да го приметите дека му е топло. Треба да го пипнете дека е претоплено и може, например, и да тука и сончаница или може да се да стане малаксано, да не му се јаде, да биде нерасположено, да плаче, да се вознемири затоа што не знае да зборува, не знае да каже. А вие не може да приметите, родителите не може да приметите зашто не е испотено, едноставно малку потешко е со нив да се види, затоа треба течности да се дава. Дали ќе биде водичка, дали ќе бидат овие електролити, или сега има разни препарати, да дури како сладолед да лежат има електролити за да не издехидрира детето, зашто кога дехидрира потта е натриум хлорид, не е само вода. И сол, всушност, така, натриум хлорид, тоа е сол, натриум и хлор, така. Да, како солена вода практички, затоа викаме тие раствори и да постојано да течности, капче заштитено мозочето да биде, зашто многу е лесно нивно тоа. Се е грацилно кај нив. Така. Родителите со бебиња многу често ги шетаат во количка која што е покриена со платнена тетрапелена. Не сме затоа што практички уште 10 степени внатре е потопло. Значи, ако ние мислиме дека е покриено, прегреено. Значи или ќе има чадорче на таа што е количката, нели има чадорчиња. На количките некој може да се става чадорче или плюс капчето, али вака да се стави не, затоа што се зголемува внатре температурата и уште положешко му е на детето. Исто како во колата, кој ќе го ставите, вие 10 минути во кола, ако го ставите претоплена, детето може да издехидрира и да, мислам, баш едва се спаси. Така да тоа е многу страшно. Примери низ светот кога децата ги заборавиле во автомобил паркиран на сонце или не директно на сонце, и да не е во сонце, само што е тоа херметички така и затворено, тука веќе многу е висока температурата, детето не може да се справи, тука навистина многу е сериозно тоа. Така да варираме нели од позитивно, внимателни, мора да се внимава со сонцето. Значи, дете само во автомобил ниту на 2 минути не се остава? Не се остава ни 2, ни секунди не. Значи, тоа мора и кога патуваат, кога патуваме, кога сме патувале, треба да се излади колата. Значи, и ние кога влагаме сега, сега ќе почнат топлиниве, топло е внатре во кола, прво да се излади, или гледаме на интернет малку со вратите да се излуфтира, па да се пушти климата, малку да се излади, па тогаш да влеземе. Тоа истото и за нас, и ние ќе добиеме сончаница, возејки, нели, ако влеземе во прегреана кола. Колите се прегреани, да. Така да треба да се улади за детенцето и да се стават на прозорите, дали мрежи или има, некојаш со коливе се купуваат. Тие стаклата се или па се ставаат темни UV заштита, како лепенки на самите коли или на стаклата има специјални ставаат. Така да не биде директно зашто ќе го изгори. Ќе му изгори кожичката, затоа што тоа пече, сонцето стварно пече во кола. Директно тоа, нели исто како на скијање, уште пострашно е, нели се одбива зракот и уште повеќе пече, може да изгори. Така, значи внимателно многу со сето тоа? Па многу внимателно, али секако дека е здравје, така да затоа викам, се е тоа така, со внимание, проценка, со течности, така. Во климатизирани простори дали може да престојува бебе? Тука има еден мит дека тоа може да се разбори. Знам тоа. Значи, мора да се излади. Значи, сега какво жештини почнуваат, мора да се пушти клима. Може би нема да биде директно во таа просторија кај што е климата, да речеме во дневна ако е климата, ама таа ќе ја пуштиме да дува и во другите простории. Значи, не мора директно. И сега, нели, имаме климите, може нагоре, на страна, не мора да бидат некои 20 степени, може да бидат на 25-6, нели, да биде да не варира многу од надворешната средина, па и за нас не е добро, затоа што кога излеземе надвор ќе не фати, мислам, шок е тоа практички. Ние ако седиме на температура од 22 степени, а излеземе на 32, најмалце, ако не и повеќе, и ние кога излеземе, нели сме, кога ќе вдишаме топол воздух, така малце ни треба време да се адаптираме. А замислете на мало бебенце или детенце. Значи да се употребува климатизацијата, ама паметно. Паметно, се паметно. И во автомобилот, значи и во домот и во автомобилот. Да се излади и после тоа, например, ќе се покачи на некоја си
нормално и ќе си дува надвор, мислам, на страна, да не горе, дува да не директно директно во кон детенцето, али детето. сега стварно е топло во колите, затоа што ако трае патот, па и граници сега, нели, мора да има клима. Само да не е директно во детенцето и да не е нели, многу ниска. Што е со поголемите дечиња? Дали тие преку исхраната сепак може да внесат одредена доза на витамин D? Да, секако, значи ние можеме преку храна и сега нели затоа викам што све може да се јаде. Значи највише има во риба, во сардините, што ние нели во конзерва сардини што мислиме дека ета нели ретко кој јаде. Една сардина да јадеме ние, барем еднаш неделно, тука има многу витамин D. Потоа имаме печурки, значи имаме јајце, во жолчката има, затоа ние се сеќавате, кажуваме јајцето да се почне со жолчка од јајце, нели во тие е точно до храната тие, ќе до биде храната тоа, кога ја почнуваме. Така да ја има во храната и треба значи да се употребува секако. И другите витамини ги има во храната, не мораме ние вештачки да ги внесуваме. Само колку е доволно, ете тоа е тоа прашање. Колку е доволно, дали доволно се внесува и нели да ја одржиме тоа некој ниво што е оптимално да кажем. А колку е доволно еве на сонце да се престојува за да се и синтетизира витаминот D што ќе ни биде потребен во текот на По 20 на минути. Таман едно пола сат прошетка дај секој ден доволна. И тоа е за цела година витамин D што ќе се создаде? Да. Толку голема количина од само мали прошетки. Да, од мали прошетки, паметни, да. Од саба или Дозирани. попладне после 5 часот. Значи, треба сонцето она што е најако да се избегнува. Ама ние кога одиме на плажа, нели? Сите остануваме по цели ден. Да. Тоа е проблемот, мислам, што можеби не е моментален, но кога ќе во староста можеби ќе даде Сите ги удраз. знаеме советите, но да сите бидеме си- реални, да. плажите се преполни. Приполни се, да. И па сега паметно, како да кажам, со мачкање, со заштита, под сенка, течности, тоа. Капчиње обавезно, во вода децава се бањаат долго време и треба да уживаат, меѓутоа да има капче или да ја мокри главата, нели косата да ја намокрува. Затоа што стварно пече, исто сонцето, исто ко на снегот, на морето или на езерото, не е важно, на водата, се одбива, рефлексија има и уште потопла. Се зголемува. Така да се внимава рамењата, нели, да ги мачкаме почесто или има некои купачи сега што се такви што спречуваат УВ Како зраци, маички. Како маички, Така. да. Се измислиле сега, се има. Има и креми со заштита фактор со хемиски филтри и минерални филтри. Да. Минералните всушност ги одбиваат увездраците како гледало. Така, да. Што советувате како педијатар, што е подобро за децата? Па видете, тие минералните се бели, бело прават. Тие се баш, га видите, никоја сте виделе, нели, на плажа кога ги прават, бели се. Остават бели траги, оставаат затоа некои не бели ги траги. сакаат. Па да, видите, вообичаено да, меѓутоа тие стварно ги одбиваат зраците и тие обично ги препорачуваме кај овие дечиња што се или многу мали, нели, со нежно кожиче, или кај овие што имаат атопија, каде што нели имаат атопични кожи, дерматити, кај што имаат и рани, нели, екцеми. Да, и тоа ќе го смири меѓу другото. Па тоа ќе го Но и не се да. апсорбираат, што е И не се голема апсорбира зашто тие честички да се така таман направени во тие креми, да не влезат натре во организмот, нели? А да ја направат заштитата. И сега од друга страна, баш токму зашто се бели, овие што се фармацевски куќи или тие што ги прават, нели, козметологиите, ги мешаат. Значи мешаат малку од хемиски, малку од минерални, да некако прават некоја си, ете така што ги викаме ние медицински такви креми, кои што има навистина се добри, кои што не оставаат толку бела трага, меѓутоа сепак прават некаква заштита. Така да има такви едни комбинирани од сите овие што се како медицинска козметологија, нели како медицинска козметика што има. Дали бебињата, кога ќе бидат на плажа, треба да цицаат, доколку цицаат, да се нуди почесто, да им се нуди, пошто тоа е за да не нивната дојде до храна, течност, дехидратација. да. Како да. се забележува дали некое дете дехидрирало на топлото?
Па сега како да ви кажам, бебето може да плаче, да е вознемирено. Може само толку да биде. Може да биде поспано. Кога ќе дојде, например, да не комуницира, тоа е веќе касно. Затоа кажувам, многу е тоа сензитивно, многу треба човек да гледа во нив, да го препознае. Затоа јас кажувам, можеби е подобро спречити него лечити. Значи, не секој може да ги препознае тие зраци. Кога и ние кога ќе паднеме у несвест или сомнолентно, ако те боли глава, главоболка, веќе си добил сончаница, си имал топлотен удар, нели? Па имаш хипотензија, низок притисок, нели? Не ти е добро, па некој ќе повраќа. Тоа кога ќе почнат тие симптоми, веќе значи длабоко е навлезено во таа проблематика. И тоаш потхитно треба да се бара лекар со инфузии, со терапии да се тоа средува. Работава е нели да не дојде до тоа. Инаку дехидратацијата е итна и ургентна состојба. Итна и ургентна, да. Особено кај малите бебиња? Кај малите, кај бебињата стварно треба многу внимание, затоа што тие може за 2 сата може тоа да истехидрира и да направи беле. Затоа треба многу внимателно. Па многу внимателно, навистина, стварно треба многу внимателно, затоа што тие знаци кога јас можам да ви кажам, ушелен нос, подочњаци, модрички околу устата, тие знаци кога ќе ги видиш, па тоа е веќе значи баш она голема тешка дехидратација која што треба подхитно во болница да се спасува детето. Кога ќе дојде до такво нешто, не дај Боже, тоа истото може да се случи не само од топлотен удар, нели, него може да биде и од повраќање од течни столици, од проливи, тоа може и кај бебе, тоа е многу страшно, може за 2-3 сати тоа да дојде во тешка состојба. Многу внимание, со мали деца стварно треба многу внимание, така, помирна грижа, да кажам, по така смирени шетања, смирени, нели, исхрана, сите тие работи, така како внимателно, да кажем, повеќе. Професорке, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци. Оваа тема е извонредно корисна, бидејќи предстојат топлите месеци и сметам дека ќе биде исклучително корисна за родителите. Ви благодарам уште еднаш на поканата. Почитувани, ова беше се во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Ви благодарам за вниманието со кое што денеска не следевте и ви посакувам пријатен ден.